Во периодот на дискусии и разни комбинаторики на политичката сцена, а се со цел да се постигне успешен процес на заокружување на уставните промени како дел од Преспанскиот договор, Движењето Беса сака да потсети дека ова не е време за затварање, туку напротив за отворање на горшливите проблеми за кои минатите децени се расправеше на ниво на двете етнички политички кампуса. Доколку премиерот Заев смета дека во овој момент тоа би било отварање на Пандорината кутија, тогаш Движењето Беса сака да го потсети него, но и целата политичка јавност во земјата, дека токму политиката на бајпасирање ги прави отворените горшливи прашања кои само ја дооптоваруваат и надополнуваат Пандорината кутија, која еден ден без друго ќе мора да се отвори. Метафорички кажано, ова значи дека во блиска иднина, кога ќе има избори, ќе биде неопходно овие прашања пак да се отварат, за кои сметаме дека сега е вистинско време да се решат. Ова значи отворените прашања повторно ќе бидат дел од политичкиот пропаганден маркетинг, затоа Движењето Беса се залага истите сега да се решат, а со оглед на можноста која ја имаме во овој процес. Јавно прашуваме, дали во понатамошниот процес, кога има потреба за инсталирање на едно ново политичко секојдневие, ќе треба повторно да се враќаме на етно-антагонистички теми и отварање не само на Пандорината кутија, туку и поделеноста на гласачкото тело по основи кои досега беа камен на сопнување за квалитетен соживот и поубава иднина за сите нас. И на крај, би сакале да ве подсетиме дека Движењето Беса од самиот почеток на отварањето на евроатлантскиот процес беше и ќе остане фактор на конструктивност, соработка и продолжена рака. Но тоа не значи напуштање на основните постулати на политичката визија на Движењето Беса и довербата која ни е дадена од албанците. Затоа ние ќе инсистираме да го зачуваме мостот на доверба со народот, за да ја надоградиме општествената кохезија и меѓусебната доверба меѓу сите етнички групи, за да ова држава ја изградиме врз основа на слоганот «Едно општество за сите», со кој слоган премиерот доби значителен контингент на гласови од албанците, додека сега истиот премиер изјавува дека барањата на албанците се преамбициозни. Граѓанската и националната еднаквост се вредности за кои се залагат албанците и другите граѓани на ова држава, вредности со кои конечно ќе го исполниме заедничкиот сон за интегрирање во НАТО и ЕУ. Значи, од почетокот Движењето Беса не влегуваше во процесот со уценување. Ние, како што кажавме и на овој прес, ние уште понатаму ќе ја дадеме нашата подадена рака за соработка, да бидеме дел од процесот и во овој дел се надеваме дека уште има време да надвладеат аргументите и аргументите се на наша страна. Се надеваме дека премиерот, ако имаше готовност да разговара, да соработува со луѓе кои беа инкриминирани во разни дела, ќе најде време да ги разгледа и барањата на Беса и истите да ги стави во делот неговиот предлог. Значи има време за тоа, ние понатаму ќе бидеме дел од процесите и се надеваме дека ќе надвладе разумот кај сите политички чинители. Планот бе да продолжиме понатаму да придонесеме за евроатлантскиот процес на Македонија.